Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва мој соговорник во ова издание на Проверитас е господинот Малиша Станковиќ, член на Социјалистичката партија на Македонија и актуелен пратеник во Собранието на Македонија како дел од владеачкото мнозинство. Сигурен сум дека ќе ви понудиме еден квалитетен разговор на сите актуелни политички состојби за работата во Собранието, за предизвиците со кои што се соочува нашата држава и слично. Добро вечер и добре дојде за Малиша Станковиќ. Многу ми е драго што вечерва ќе ми бидеш гостин во Проверитас. Добро вечер, особено ми е драго на поканата и еве што можеме вечерва да продискутираме малце повеќе околу актуелните теми. Така, Малиша, бидејќи сме на подкаст, бидејќи многу време се знаеме јас и ти, ќе може да ти се обраќам како Малиша, нели? Секако. За да видиме поблиските гледачите. Важи. Интересен е парламентот во Република Македонија во последно време поготово. Што е она најактуелно што во моментов се случува во македонскиот парламент? Како ја оценуваш политичката атмосфера и дали Собранието успева да одговори на предизвиците кои што ги носи актуелниот политички момент? Слушаме се и се што секакви предлози, но е нешто што мене како човек кој што долго време ја следи политиката, некои најави предлози и се надвор од разумот, сигурно имате тешка работа во Собранието периодот. Така. Видете, Собранието е полето каде што всушност сите политички партии кои што имаат своји представници ги судираат своите ставови, така да не е за изненадување, постојано било така дека ќе има најразлични предлози, најразлични дебати на најразлични теми. А она што е во моментот актуелно е можеби законот кој што е сега за задолжување. Гледате дека сега она што е специфично во овој момент во Собранието е дека опозицијата бега од дебата. Вообичаено опозицијата е таа која што форсира дебата, долги говори, да ги истакна своите ставови, да ги наметнат своите мислења, коректор на власта да биде. Еве имаме сега обратна ситуација каде што опозицијата избегнува дебата. Видовме вчера, еве и денес, дека опозицијата практично ја блокира работата на Комисијата за финансирање и буџет, кој што всушност оние водат, они имаат свој претседател на таа комисија. Сите оние работи кои што треба да бидат поврзани со законот за задолжување, инаку се работи за редовно задолжување и за редовна пракса во државата, ништо не е спорно, ништо не е надвор од она кое што е предвидено во буџетот дека ќе се случи, но опозицијата токму поради тоа немајќи доволно аргументи, немајќи доволно ставови и капацитет да се бори со власта на некој начин, тие одат прибегнуваат на друга тактика, тоа е да бегаат. Значи да бегаат од такви дебати, да бегаат од расправи, практично прават обид да ја блокираат работата на Собранието. Во меѓувреме имаме најразлични предлози кои што дел од нив се популистички, дел да бидам искрен не се ни популистички, значи надвор од здравиот разум се одредени законски предлози кои што имаме од страна на опозициони партии. Тука нема да ги лоцирам само кај Социјалдемократскиот сојуз, туку и кај другите политички партии од блокот на опозицијата, меѓутоа генералната состојба е оваа. Собранието сега за сега успеваат пратениците да испливаат од оваа состојба во која што се наоѓаат и успеваме да ги донесеме сите оние закони кои што се во интерес на граѓаните. Јас би сакал да видам една состојба каде што би можеле да ги приближиме ставовите барем околу клучните прашања со опозицијата, бидејќи сепак постојат и закони кои што ние би сакале и се обидуваме да ги донесеме во преку еден диалог, односно во консензуално, за да бидат како долгорочни решенија и да бидат применливи всушност во општеството. Не бегаме ние од расправа и сме за тоа да имаме отворена расправа со опозицијата. Интересно е што добро си го лоцирал проблемот, опозиција не се однесува како опозиција, популистички настапи, ама апсолутно на сите, тргајќи од ДУИ, од Левица и од Социјалдемократскиот сојуз. И навистина е тешко да работиш во едни услови каде што немаш реален коректор на власта. Јас секој сум загрижен кога нема квалитетна опозиција во една држава, тоа значи дека треба што побрзо да се променат и не го зборам ова како човек кој што припаѓа на десничарскиот блок, туку го зборам како човек кој што бил 35 години во политиката и знам дека е потребно да има здрава, токму заради овие национални интереси кога се во прашање национални прашања, нели, поврзани со државата. Инаку Малиша, имаше еден многу жесток вака коментар, го прочитав по одлуката на основното јавно обвинителство да ја прекине постапката за сомнежот за криминал тежок 167 милиони евра. Во една твоја видео објава постави едноставно прашање: до кога треба да молчиме?
Како да се врати, кажеме, довербата на граѓаните во судството и колку се важни сите овие реформски закони за конечно да има вистинска правда и одговорност. Ова што се случи со овој случај, значи, како да ви кажам, врвот на една работа во која што граѓаните и оние 0,2% кои што ги има верба во судството, полека исчезнуваат. Не застана само таму, ако видите веднаш после тој наставно 2 дена после одлуката на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал да престане со предметот, односно да ја запре постапката за истрага поврзана со 167 милиони злоупотреба на државни средства, веднаш судот донесе одлука, ако видите, односно обвинителството, каде што имавме состојба во Костиварскиот суд, председателот на судот да биде фатен со подкуп од 8.000 евра. И да се брани од слобода. И да се брани од слобода, без мерки притвор, само со обични обезбедувања, значи со најблагите мерки. Тоа само ви дополнително ви кажува со какви се проблеми се соочуваме. Видете, системот е деградиран веќе подолг временски период, со години наназад е деградиран системот. И ние мораме постепено да почнеме да го враќаме во нормала. Затоа е довербата 2%, со последниве настани не верувам дека 2% има доверба. Оној проблем со кој што ние се соочуваме е следен. Значи ние како власт која што има мнозинство во собранието, во законодавниот дом и ја контролира извршната власт, односно ја наша извршната власт, ние можеме да тргнеме во одредени реформи, значи преку носење на реформски закони. Сега видите, опозицијата ги блокира носењето на тие реформски закони. По секоја цена. Па добро, нивна е практично владењето во судскиот систем се луѓе кои што се поставени во нивно време, владетелите се од дуи од социјалдемократскиот сојуз. Дури неразумно, гледате, они цело време се повикуваат ние сме за Европа, не обвинуваат дека не носиме реформски закони, а секој реформски закон они го блокираат. Дури одредени закони кои што по мој вкус би требало поинаку да бидат направени, ние гледаме да ги прилагодиме преку јавна дебата, преку јавни трибини, преку нивно учество во правење на закони, кога ќе дојде моментот на гласање, тие не го гласат, гледаат да ги блокираат таквите законски решенија. Дали може судството и јавното обвинителство да се поправа? Да, меѓутоа јас сметам дека периодот во кој што ние одевме, барем за мене ова е мојот став, кај што одевме со ракавици дека треба да внимаваме од изјавите дадени и слично, сметам дека тоа треба да застане. Треба да алармираме јавноста дека веќе е доста со начинот на кој што се однесуваат јавните обвинители, начинот на кој што се однесуваат судиите. Редно е да преземат одредена одговорност. На крајот од денот ние сите заедно ги плаќаме. Ние не бараме ништо друго освен да постапуваат согласно со закон и да немаат селективна правда, бидејќи во изминативе периоди, годините наназад, ние бевме навикнати на селективна правда, која што гледаме дека продолжува и до ден денеска. Апсолутно се согласувам со тебе од причина што не само овој случај и редица случаи наназад кои што се случува во периодот беа со тешка политичка вака позадина во правосудниот систем во Македонија и добро е што се охрабрувате и вие и многу други луѓе веќе јавно да говорат за овие неправилности во судскиот систем кој што сите на било каков начин во оваа држава од 2 милиони сме били можеби жртва во одреден период, нели, на без оглед кој што се бавел. Апсолутно, видете, ние носиме одговорноста пред граѓаните кои што не гласале. Меѓутоа, од една страна ве блокира опозицијата, не можете да донесете реформски закони, од друга страна се јавува, ако влезете во директен сукоп со судството и со јавното обвинителство, дека вие некако на некој начин пробувате да влијаете. Не е така, ние единствено нешто што сакаме е системот да функционира. Како е по словото на закон, така да се применува, не селективно. Така е. Само да си работат својата работа и се надеваме дека ќе почнат да ја работат својата работа. Не охрабрува, особено ова последново, каде што судија кој што јавно признава дека чувал документи во фиока и ги трпал во фиока, судскиот совет да го изгласа за председател на судот, сега да видиме дека е коруптира, дека има предмет каде што е обвинет за корупција, за примање на подкуп и сега тој истиот судија повторно низ тие судски лавиринти да добие повластен третман за разлика од секој друг нормален граѓанин на оваа држава. Тоа не е во ред и го намалува се и онака разнишаниот углед на судството, а и пред се и на обвинителството. Да, исто како на оној од зидот што му најде толку средства пари кои што сами себе се заштити, да му се случи на било кој друг човек. Тоа ќе почне од каде ти е потеклото, истите тие суди, па кои ти се овие пари, па како ти што ти. Тие беше во притвор цело време, се додека не беше правосилна одлуката. Гледаме дека човекот се уште не е во притвор, се брани и тоа слобода. Да се надевам дека брзо ќе се реши целата оваа работа за доброто на сите нас. Ние ќе се бориме за такво нешто и се надеваме дека ќе имаме и дополнителна поддршка и од меѓународниот фактор кога станува збор за решавање на овие проблеми кои што се наталожени со години назад. Така. Следно прашање што ќе ти го поставам, бака интересно за мене.
се надам и за нашите гледачи, председателот на владата Христијан Мицковски во понеделникот на свеченото одбележување на 150 годишнината од Разловечкото востание испрати една силна порака за обединување околу државните и националните интереси, без разлика на политичките разлики, кои, како што рече, не смеа да бидат поголеми од татковината. Постои ли простор за едно пошироко национално обединување околу заеднички црвени линии кога станува збор за националните прашања? Ова прашање те го поставувам од причина што со доаѓањето на оваа постава, на оваа влада, нова предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, ставот на председателот на владата, а и на владата покажува дека веќе имаме одредени црвени линии кога се поставуваат националните прашања. Слабата точка во целата оваа работа е истото што го истакнува председателот на владата, дека постојат одредени мекотели, така ги вика, нели, во држава, кои што практично работат за другата страна. Постои ли можност, постои ли разум, би рекол, во опозицијата да се исцртат одредени национални линии кои што ќе стоиме сите за целата таа работа? Еве, идеолошки да говорам, ти си припадник на социјалистичката партија, идеолошки левичар, меѓутоа со изграден однос кон својата држава и татковина, нели, да си ја сака. Па левичарите и треба да има таков однос кон татковината, да, и кон националните чувства и националните интереси. Зошто мислиш ли дека постои простор да се обединиме и да застанеме цврсти, да имаме црвени линии? Тешко прашање. Ние во 2017 година ко социјалистичка партија, тогаш кога имаше едни сериозни превирања во државата, ја памтиме 2017 година, ние покренавме една таква иницијатива за правење на сеопфатна македонска платформа која што ќе ги црта црвените линии. Најголем дел од политичките партии тоа го прифати, Социјалдемократскиот сојуз го одби. Мислев дека во еден временски период по доаѓањето на власта сега во 2024 година Социјалдемократскиот сојуз почнува да ги менува своите ставови. Така мислев и тие стварно има одредени надписи и одредени своји настапи јавни во кои што ги признава грешките кои што ги направиле во минатото. Меѓутоа гледаме дека повторно сега е вратена политиката онаму каде што и претходно ја водеа, на начинот на кој што претходно ја водеа, тоа е непостоење на црвени линии. Значи не можете вие да водите политика каде што од едната страна викате се е дозволиво. Вие немате црвени линии. И тешко е да бараме од луѓе кои што немаат црвени линии, немаат кочници, особено кога се работи за националните интереси. Верувајте, се работи за луѓе кои што немаат кочници, немаат принципи. Нивната цел е која што, односно она што може да се види и кој што сака да ја постигнете, по секоја цена да влеземе ние во Европска унија како така, па после ќе му ја мислиме. Меѓутоа, нашата цел не е така. Зошто да влеземе ако го изгубиме? Изгубивме име, да изгубиме јазик, да изгубиме идентитет, култура, историја, се да изгубиме и после да влеземе. Па ние на тој начин како аморфна маса ли ќе влагаме во Европската унија? Или ти викаат, еве ти што сум убице, па ќе станеш членка на ски влеземе. Тоа не е самонисти се, тоа не е начинот на кој што се води политика, значи морате да имате одредени граници. Видете, во еден временски период Филипче бараше демек да се постават црвените линии, ама кои беа неговите црвени линии? Да нема црвени линии. Да нема црвени линии. Црвени линии. И сега не можеме да водиме таква политика. Предлогот на премиерот е добар и сите ќе го поддржиме, апсолутно, и ние како партија верувам и дека огромното мнозинство на граѓани во Република Македонија се за такво едно обединување кога станува зборот по овие интереси, поставување конечно на црвени линии од кои што ќе нема понатаму. Меѓутоа во овој момент сметам дека Социјалдемократскиот сојуз нема капацитет во моменталното раководство да даде одговор на да прифати такво нешто. Значи они одат на политика која што се сведува на контрирање на сите ставови кои што доаѓаат од другата страна без разлика дали се добри или не. Да, Малиша, и јас и ти во минатото бевме портпароли на политички партии, во еден период и заедно бевме, нели? Како ги оценуваше последниве неколку месеци пресконференциите на Социјалдемократскиот сојуз? Јас често пати знам да кажам, кога би бил денеска портпарол, да речеме, на одредена политичка партија, треба да одговорам на пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз, не би знаел што да кажам, бидејќи не ги разбирам што зборат, искрено. Да. Значи, нели, конспирациите, ваквите, такви, нешто што е далеко од паметот, вака би рекол. Па еве гледате вие што се случува, еве и од одредени членови кои што во минатото биле членови на Социјалдемократскиот сојуз, тие јавно настапува дека не може да го разберат овој Социјалдемократски сојуз. Да. Стварно се неразбирливи, мислам тераат контрапродуктивни политики. Многу е тешко да преговарате и да зборувате со одредени луѓе, сериозно да ги разберете кога вие не знаете кој е ставот. Да. Ставот им важи од денеска
до утре веќе може да биде променет, задутре сосема трет став, значи они одат на ставот да биде контра. Ако кажеме сега дека чашава е бела, за нив мора по секоја цена чашата да биде црна, и ако можеби тоа да им оди и на штета политичка во моментот. Начинот на кој што ја водат политиката во овој момент, не знам докаде ќе дојде. Сега не е наш интерес тоа воопшто и да дебатираме околу социјалдемократскиот сојуз, но во интерес на државата е она што ти го кажа, да има здрава опозиција која што ќе биде коректор на власта. Секој пат е тоа добро и ние сме за тоа дека треба во државата да има опозиција, да има и второ мислење. Така, ајде да збориме за уште една опозициона партија. Тој е за еден нивен така експониран член. Како ги коментираш изјавите на Бујар Османи, кој дел од јавноста ги доживеа како директна закана, онака дека ако треба ќе има и физичка пресметка само за да помине законот за правечна застапеност со собранието? Дали ваква една реторика дополнително ги продлабочува политичките тензии? Не е во ред доктор, министер за надворешни работи поранешен, председателски кандидат на оваа држава, што се му дала со таква реторика да комуницира со луѓето? Види, многу е лесно да бидеш националист. Да. Не ти е потребно многу да треба да проучуваш, да кажеш нешто паметно. Националиста може да биде секој. Политиката која што во моментот ја води Дуи е за жал крајно национална. 2 години во собранието они немаат ниту еден предлог даден кој што е во општи интерес на државата. Исклучиво се национални предлози. И тие се возат на картата, националната карта, и ништо друго не ги интересира. Во тоа нивно политичко милје, ако тие продолжуваат и понатаму и само гледаат да најдат некоја да се фатат за некоја национална нишка за да може да си ги исполнат своите политички аспирации кои што ги имаат. Тоа не е во духот на унитарната држава и не е во духот на заедништвото, уште помалце во она што тие се нарекуваат демократска интеграција, унија за интеграција. Во што ќе се интегрираат ако тие сакаат да го разградат македонското општество? Каде лутаат идеолошки, нели, едно време и зелени беа, малишак што не беа, нели? Што не беа, значи лутаат, и погледнете сега да не име тој пратеник кој што има турската заедница Сали Мурати, па по некој да даде некој предлог кој што е надвор од националните предлози, исклучиво ќе биде се на националната карта. Тие сака да докаже дека се поголеми албанци од другите албанци кои што се во моменталната власт. Исклучива темелот на тоа политиката и не сум изненаден од нивната реторика. Јас мислам дека оваа реторика, која што не доликува на ништо и која што треба да се смени, надвор од духот на Европа и надвор од духот на заедништвото, за жал дека тие ќе продолжат со таа реторика по секоја цена. Тоа е опасноста која што постои, меѓутоа мислам дека сме спремни, мислам дека во овој момент тие немаат општа поддршка ниту кај албанското население. Да, тој го приметив јас. Многу луѓе од албанската заедница во Македонија веќе се isprofilirani во овие години како луѓе кои што ја знаат добро веќе политиката и знаат што нудела Дуи и под какви пресии биле луѓето. Она што еве и последниот протест кој што беше организиран во Скопје, нели, со повикување на луѓе од други држави, со стекнување на знамења од други држави, кој што требаше да биде, нели, целта полагање на правосуден испит на албански јазик, се претвори во скандирање учека на млади луѓе, што јас навистина не ја гледам приказната иднината. Еве, кога би бил некој албанец, јас сигурно не би гласал за Дуи, бидејќи не ми нудат ништо сем крв. Така е. И во овој момент луѓето кои што албанските наши сограѓани, кои што полагаат правосуден испит, во 95% во текот на годината го полагаат правосудниот испит и под овие услови. Еве и да се реши прашањето да полагаат на албански јазик. За колка маса на луѓе станува збор? Дали сега треба ние целава држава национално да кренеме со закани, суцени, со навредливи зборови, со навредливи искази, со блокирања, само заради тоа? Дали е тоа прашање кое што е клучно и би ги решило односите? Не, се гледа дека е политичка игра, кревање на националната тензија, кревање на националното прашање на највисоко ниво, бидејќи таму може да пливат. Како ќе се скријат, например, членовите на Дуи кои што се сега во собрание, кои што се 20 години на државни јасни, 20 години се тие истите во Дуи. Така, Каде им се младите на нив? Сега што е луѓе кои што од 2006 навака се низ институциите, сега тие треба повторно да направат едно национален немир во државата за да останат на власт. Борбата е да дојдат на власт или да ги задржат позициите кои што и во моментот ги држат како опозициони партии. Само тоа борбата. Борбата е на тоа ниво симната. Ако тие влезат во сериозна дебата во однос на одредени прашања, тие ќе треба да седнат малце нешто и да
паметно да кажат, да видат, тоа е веќе мака. Вака терате на линија на национализам и по таа линија можете да терате до крај. Тоа е она што го прави Дуја, меѓутоа сметам дека немаат во моментот капацитет за дестабилизација, сметам дека во моментот тоа не им носи политички поени. Да, но морат и они да се променат во секој случај, ако сакаат да останат на македонската политичка сцена, бидејќи сите велат до сега што ми биле гости, малише дали луѓе кои што добро ја познаваат политичката сцена во албанскиот блок или он велат сите едно исто дека Дуи постои сега како што е само заради Али Ахмети. Ако го нема на првот Али Ахмети, вика ќе се растурат на 50 партии, нема ништо да остане, вика. Ама апсолутно и мојот впечаток е тој, мислам дека го гледајќи политичката сцена во албанскиот блок, тоа е впечатокот на сите. А ако они веќе се нарекуваат Европски фронт на партии, дајте нешто и европски нека покажат. Да. Пошто ова личи на се, само не на европски вредности. На крајот од денот сите заедно треба да влеземе во Европа, сите заедно треба да живееме во оваа држава. Начинот на кој што се изразува еден поранешен министер, кандидат за председател на државата, не моди во полза на никого, најмалку на него. И некој кој што е практично и финансиран од оваа држава да стане тоа што е. Апсолутно. Нели? Ајде одиме малку во комшилуков, секогаш интересен околу Република Македонија. Так. Односите со Бугарија се секогаш актуелна тема вака малиша. Таму има сега нова влада, начело е Румен Радев. После многу години конечно имаат нешто што се вика стабилна влада во Бугарија. Дали очекуваш дека тоа ќе донесе нова клима и евентуално подобрување на односите меѓу двете земји? Јас ова бака првично што видов деноеве првите изјави и на Радев и на министерката за надворешни работи баш не ми дава некоја голема надеж вака. Не ти дава надеж, така. Па видите, од наша добрата вест исклучиво таа, само што имаме стабилна влада кај источниот сосед. Да не биде дека денеска ќе се сретнете со еден министер, утре веќе да мора да соработувате со друг министер. Пошто во таква состојба беа во последните 5 години, не знаете кој е на власт и со кого воопшто да отворите некое сериозно прашање, немаш услови за разговор. Сега ги имаме ти услови за разговор, меѓутоа јас не очекувам драстични промени. Бидејќи гледаме дека политиката која што се водеше во начинот на кој што се дојде на власт во Бугарија беше помеѓу другото и ново прашање поврзано со Македонија, кај што они имаат крајно радикални ставови. И јас сметам дека ќе треба да помине извесен временски период да се коригираат во тој поглед. Она што ние треба во моментот да го правиме е тоа да си гледаме нашата работа. Така. И да си продолжиме по спроведувањето на нашето зачленување во Европската унија, да го темелиме исклучително само на копенхашките договори, на Копенхашкиот договор, на Копенхашките протоколи. Никако не смеме тоа да го темелиме на барањата на Бугарија. Бидејќи ако влеземе во тој зачаран круг да почнеме да им ги исполнуваме барањата на Бугарија, ние не знаеме кај ќе завршат. Да. И кои се крајните граници, бидејќи гледате Румен Радев како поранешен председател, а сегашен веќе премиер на Бугарија, вели дека ова е само почетокот. Да. Што е после почетокот? Не знаеме. Да, јас мислам дека после оваа негова изјава првиот аларм стигна од Германија, која што вчера мислам коментираше дека ќе го преиспита ветото дали е во ред на Бугарија и дека ќе предложи механизам со кој што целата таа работа можеби во иднина нема и да се повторува. Дај Боже да биде така, за да се направи некоја таква приказна и да биде добро. Ако Европска унија сака да остане на ставовите дека воопшто може да функционира и понатаму, тие ќе мора да покажат волја дека прво држави воопшто сакаат да бидат членки на Европската унија, бидејќи ако продолжат со ваков процес веќе ќе нема држава која што ќе сака да биде членка на Европската унија и второто прашање, тие ќе треба да докажат дека имаат капацитет за нови членки да примат. Тоа е и во нивен интерес. За да го направат тоа, тие ќе мора малце да ги облагнат критериумите, односно овие билатерални спорови да не бидат повеќе издигнати на ниво на кочење, односно да не можат држави членки како држави кои што се кандидати за членови на Европската унија, како што сме ние ги исполнуваме апсолутно сите, веќе со години за сите услови за отварање на преговори, да не можеме воопшто да дојдеме и до отварање на преговори. Вака не води никаде. Па кога гледаме денеска полноправни членки дека си Бугарија и Романија, јасна е приказната дека нели многу понапред за некои работи. Мислам дека Европа треба самата да се запраша на каде оди, а се повеќе и повеќе радува фактот што во Европа веќе се отварува прашање. Да. И се повеќе и повеќе земји членки на Европа веќе размислуваат во овој контекст кој што го спомена и ти, дека
треба веќе една членка да не може да ги блокира процесите, барем не во овој стадиум. Да. И на ваков начин. И на ваков за начин. ова, Да ги отвориме ние преговорите, па да видиме. Видете, и по отварање на преговорите нашите граѓани треба да бидат свесни дека ќе се соочиме и тука со одредени потешкоти. Ние допрва ќе треба да ги затвараме сите оние поглавја по кластерите кои што не се дадени, како што е сегашниот начин на влез на во Европската унија. Да. Хајде да се вратиме на една тема овде многу битна, многу интересна во Република Македонија, би рекол можеби социјална тема. Изнесе интересен и загрижувачки податок дека минатата година во Македонија биле потрошени околу 900 милиони евра во игрите на среќа, околу 700 милиони евра во маркетите и прехранбената индустрија. Како да се спречи ова појава и дали мерките што ги најави и претседателот на владата Христијан Мицковски се добар почеток кон решувањето на овој сериозен општествен проблем? Прв пат кога ја видов информацијата, јас останав вака чуден, невиден, 900 милиони потрошени на комареви народски да се изразам, а 700 милиони за храна. Така е. Бројките кажуваат и повеќе, бројките дури кажуваат дека овие 900 милиони може да си само профит, што е уште по-алармантно. Да. По-алармантно. Еве сега гледам пред неколку дена имаше некои надписи кои што кажуваат дека можеби во текот на една година целиот тој конгломерат околу игриве на среќа фаќа и над 2 милиарди обрат на средства, што се страшни средства и видете се работи за класичен порок. И ние мораме на некој начин да го донесеме во нормала. Тоа што во моментот го кажа премиерот господинот Христијан Мицковски, сметам дека е добар почеток, не само што е добар почеток, него така и треба да биде. Бидејќи она што го предлага една опозициона партија во собранието да одиме на класично затварање на сите овие што се кладилници, ќе донесе до една контрапродуктивност, едносно во друга состојба. Сега повторно има држава која што нешто контролира, бидејќи се во рамки на одреден закон. Замислете вие ако целосно ги укинете, тогаш е нормално, тоа веќе е видено во светот и во историјата, ќе се јави, истото ќе се случува само на црно. 60 пати полошо од ова. Така да ние мораме постепено да ги носиме тие законски решенија конечно во државата и ова што го најави премиерот Христијан Мицковски сметам дека е добро, да се ограничат прво да бидат 500 метри надвор од училиштата, бидејќи учениците се оние кои што се најподлежни. Така, Вие не можете да забраните на некој кој што е возрасен, изграден човек. Да. Дајте да ги спасиме прво децата колку Точно, може. најлошиот порок на светот. Најлошиот порок на светот е да ги спасиме децата, а понатаму да ќе продолжиме со одредени мерки и ставови кои што би воделе кон целосно не ограничување, него законски систем кој што целосно ќе уреди оваа проблематика и ова прашање. Добро е што се направи, ако видовте, тоа остана во јавноста така незабележено, се направи комора на овие што се собственици на игриве на среќа, кладилници, коцкарници и слично. Добро е што ти имаат своje здружини со кои што сега би можело конкретно и да се разговара. Еве јас би размислил на пример, ова е моето размислување, зошто тоа не би било на одредени зони, не знам, погранична зона, видите, во таа зона нека се соберат сите и нека таму нека има легално кладење и слично. И овие луѓе кои што се или на периферија од градови. Или на периферија од градови, значи има повеќе решенија на кои што може да се размислува. Добро е што сега имаме еден центар со кој што треба да се преговара, за да во заеднички интерес да испливаме од состојбата која што ја даваме. На крајот од денот со овој порок ќе мора некако да се справиме и за прв пат имаме влада која што реално и сака нешто да направи. Кај беше до сега опозицијата, па сега да даваат вакви предлози кои што даваат. Па добро, видовме во минатото малише што се случи и со лотарија на Македонија, која некои други еве уште има нели судски епилог го бара директорот поранешен каде да го најдат. Па еве тоа се случуваше со лотарија. Лиценци што се добива на секој места кој што од ноќ од складиште стануваше казино во една вечер. Онака со лиценци со сите тие работи, но и за комплетно укинување на коцкарниците, законот кој што беше поднесен од страна на пратениците на групата на Алијансата на села, од таа пратеничка група, прво беше поддржано ДУИ. Пазите сега која небулоза е тоа. Овие што ги прават проблемите, сега сакаат да ги решат кога се опозиција. Значи само ги решават кога се во опозиција. Тоа нема константа, нема. Нема идеологија, би рекол. Така е. На 17 мај годинава форумот на жени на Социјалистичката партија одржа панел дискусија посветена на семејното насилство и насилството врз жените. Ова тема навистина представува сериозен општествен предизвик, не само кај нас тука и во целиот свет, и ние често пати ја наметнуваме овде во проверитас како многу битна работа. Дали институциите денеска реагираат поефикасно? Овде ми беше гостин пред некоја емисија заменик министерот Ѓоко Велковски,
Истакна дека жртвите се повеќе се охрабруваат да пријавуваат. Институционалната реакција и казнените политики се поефикасни или се во 12 часа може да се определи казна и така натаму. Дали сметаш дека еве системов конечно почнува сериозно да се справува со овој проблем? Па види, до сега воопшто системот не ни функционираше, да бидеме реални. Ние наследивме една состојба на комплетно нефункционален систем. Јас знам дека граѓаните бараат сега да дојдеме ние до брзи резултати. Меѓутоа систем кој што воопшто не функционирал, тешко е сега да го покренеш. Она што сега го правиме, институции кои што воопшто реагираат и на некој начин почнува да функционира, тоа е огромен напредок. Јас знам дека е недоволен и граѓаните го гледаат како недоволен, меѓутоа треба да сватат дека од некој кој што воопшто ништо не постапувал, имате сега институции кои што постапуваат. Дали тоа го решава проблемот во моментот? Не, меѓутоа одиме кон напред и веќе прво капацитетите на тие институции се многу дискутабилни. Оставени се институции без капацитети. Оставени се институции кои што со години ништо не работеле. За разлика од тоа имаме се институции кои што не само што постапуваат, него поднесуваат извештаи за своето работење. Што направиле, како направиле, дали има позитивни одења напред или немаме позитивни. Се следи целокупната состојба. Треба да се алармира овој болно прашање, кое што сега се отвара, треба целокупната јавност да стане свесна за проблемот со кој што се соочуваме и затоа во тој контекст и форумот на жени на Социјалистичка партија во ова околу семејното насилство имаше своја трибина за жените од форумот на Социјалистичка партија, во кој што се разбира учествува и еминентни гости и имиња кои што ги одржаа сите тие предавања. Ние како сериозна политичка партија околу овие прашања кои што се во интерес на граѓаните и каде што треба да се крене свеста на граѓаните, работиме на терен. Дали тоа ќе биде преку вакви форуми кои што ги организираат жените, дали младите ќе излезат исто така на терен промеѓу своите врсници, помеѓу нашето членство и слично, значи да прво и самите граѓани треба да станат свесни за проблемот со кој што се соочуваме и да се издигне свеста. Ако се издигне свеста, имаме почести пријави и институциите почнат да функционираат, веќе ќе ја вратиме работата колку толку во нормална. Досега имавме ненормална состојба на комплетно нефункционирање. Па малиш ако на тоа се додадат и одредени традиционални постапки на населението кој што живее овде во Македонија, типо дека не треба се кажува семејното насилство, дека било срамота и тоа треба да се надмине за да целата оваа работа има уште поголем ефект. Како беше прво срамота, оставете го тој. Тя тепа жена, мама, кјутете, Видете, срамота да се знае надвор од фамилијата. И премиерот пред на последните, чинам дека беше пратенички прашања, каже една многу вака интересна изјава која што мене ми остави силен впечаток, а тоа беше дека ги охрабрувам граѓаните да пријават. Така. Ако почнат граѓаните да пријавуваат, ќе направиме притиск и олесниме работата на институциите, но и притисок на институциите кои што не функционираат и не работат да почнат да функционираат и да работат. Значи мораме заедно со граѓаните, поддршката која што имаме, граѓаните заеднички со функционални институции да излеземе од состојбата која што за жал не е добра, меѓутоа е многу подобро од она што беше до пред 2 години. Така. Многу брзо ми поминува времето. Морам да признам со тебе во разговор тераме вака на прашање пред самиот крај. Кажи ми какви се твоите погледи за неколку пати спомнавме емисијата, ама конкретно за европската интеграција на Македонија. Имаме ли реален напредок на тој пат, особено ако се земе преди дека и претходно одблиску ги следевме овие процеси како дел од парламентарниот состав. Значи, си искусен во целата оваа работа, многу добро знаеш каде сме, што сме. Што мислиш? До каде се европската интеграција во Македонија? Има ли напредок некој? Ако ги ставиме се овие политички блокади на страна, нели што не ги прават бугарите и сите други. Да се трнеме од билатералниот спор со Бугарија, јас ви гарантирам дека со наредниот извештај кој што ќе дојде ќе бидеме лидери во регионот. Тоа можеби вака на граѓаните ќе им звучи како невозможно, можно ли е ова да е така? Еве ќе видите дека ќе биде така. Ќе бидеме лидери во регионот по спроведени реформски мерки со наредниот извештај од Европската унија. Бидејќи реално се работат одредени работи кои што граѓаните можеби не ги приметуваат толку многу. Можеби нашиот проблем е тоа што е сработено и малце повеќе да се презентира. Но бараме секој пат валоризација на сработеното од надвор. Веќе дојде таа валоризација на сработеното од надвор. Јас гарантирам дека ќе бидеме лидери во регионот што се однесува до тоа прашање. Што се однесува до спорот до Бугарија.
Тоа е прашање кое што еве јас не сум спремен дека треба во овој момент ние да влеземе во некое сериозно решение, односно не би одел на тоа по секоја цена да прифаќаме секаква цена од страна на нашиот источен сосед. Тоа за мене е неприфатливо, сметам дека и за поголемиот дел на граѓани на држава. Па поготоа колкава штета се направи во претходниот период. И што добивме од таа штета? И што добивме? Еве, условно кажам, релативно млад човек, си долги години се бавиш со политика, човек кој што е еден вака верен, првден во својата политичка партија, во социјалистичката партија, човек кој што се изгради во политичар. За крај, знам дека е напорно, знам дека е тешко да бидеш во парламентот, да се бориш онаму, да се рваш. Малиша, дали вака денешен вака аспект, вака дури седење дека на маса, кога би ти се понудило нешто друго да работиш во животот, би работил? Па во моментот го работам она што ме исполнува. Така. Во моментот ја работам работата која што ме исполнува, сметам дека за тоа ја добивме и довербата сите заедно. Не можам да се издвојам сам лична доверба, пошто сепак ние сме како коалиција заедна на заеднички листи, ја добивме довербата од граѓаните, сметам дека треба да ја оправдаме. И сметам дека треба да останеме доследни на кој што го ветивме. После тоа нека дојдат можеби и други генерации, и други луѓе кои што еве дај Боже да направат повеќе од она што го правиме ние. Така, дај Боже да биде така, нели подобри да дојдат после сите нас во секоја сфера. Мене ми станува ти заблагодарам од ното на душата што беше гостин во денешно издание на Проверитас. На последното прашање добро одговори, сега го ќе те викнам после извештајот кој ќе дојде да го искоментираме следниот. Ти благодарам многу на поканата. Еве може ова да остане запишано, ќе видите дека ќе имаме најдобар извештај од за разлика од сите други земји кои што се кандидати да станат членки на Европската Унија. Да извештајот ја очекувам дека ќе биде најдобар до сега, бидејќи во реформските процеси и ако опозицијата не обвинува дека каскаме, ќе видите дека не е така. А за сите други прашања, повторно ќе кажам, ние имаме неразумен билатерален спор, се надевам дека тој спор набрзо ќе се надмине, а се разбира ние нема да се откажеме и ќе подадеме рака на понатамошни разговори со нашиот источен сосед. Ние сме за добрососедство како држава секој пат и оваа влада всушност тоа ќе се обиде да го направи, да го продолжи континуитетот кој што сме го имали, барем во тој дел сме сите заедно сложни дека сакаме да бидеме добри соседи на секоја држава која што ни е всушност и на нас соседа и добри идни членови на Европската Унија. Така, ти благодарам што наш Малиша. Почитувани гледачи, ова беше најновото премиерно издание на емисијата Проверитас. Ги очекуваме сите ваши критики и забелешки на мрежите на кои што се емитува овој подкаст. Ви благодарам за вниманието и убава вечер. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.